Господари на својата професија, специфичен начин на живот што бара многу самоодрекување и постојана обука. Вака може да се опишат припадниците на армиската единица ренџери. Издржливоста се тестира и преку обуката за така нареченото преживување во природа, да се искористи се она што го нуди таа без последици по животот е вистинско мајсторство. Кога ќе се одбере одредена територија каде што се поставува кампот, таа мора и соодветно да се обезбеди. 10 дена во природа да се искористи се она што го дава таја. Растенија, животни, габи, ренџерите на терен. Таму пак ги има најосновните услови што се потребни за живот: кујна на отворено, простори за спиење, санитарен јазол. Се користи се што дава природата. Го виткуваме и го ставаме во жерта, значи ставаме жар, пепел, рибата, пепел, жар. И еве подготвената риба. За да се обезбеди храна, треба да се излезе на терен. Познавањето на карактеристиките на растенијето или пак на животинскиот свет е предуслов за да не се погреши во проценката. Се што ќе се најде во природата се проверува, се класифицира, па потоа се користи во исхраната. Може да се проба се и се што од природата што го нуди. За вашиот репортер најприфатлива вегетаријанската плескавица. Индивидуалноста за ренџерите е важна карактеристика, но тимската работа е неминовна. Се живее како во едно семејство. Покрај физичкиот напор, исхраната е природен начин на одржување на организмот. Се прочиства организмот, се добива една свежина, се полнат келиите, затоа што овдека и воздухот е почист и квалитетот на храната е почиста, органска, без маснотите. Специјалната единица вакви обуки во природа прави најмалку 2 пати годишно во различни временски услови и низ цела Македонија. Министерот за одбрана Бесими лично се увери во врвната обученост на војниците и старешините, но и во нивните готварски способности. Од се што пробавме беше прв и не можам да двојам што беше подобро, се беше интересно, специфично и вкусно и здраво пред се. Во тоа се увери и представниците на почитените и на електронските медиуми кои имаа несекојдневна можност неколку часа да престојуваат во природа заедно со армиските ренџери. Посветеноста на професијата и професионализмот го потврдуваат тимното мото: секогаш еден чекор понапред.